Добре дојдовте во уште една анекта репортажа, повторно во Трн, но овој пат не ни е Благица на гости, туку имаме друг гостин и имаме друга задача за гостите. Со мене се Филип Крстевски, моден дизајнер, и Магдалина Таневска, газдарицата на Трн, но меѓу другото и меѓу првите работи што ги работела, модна дизајнерка. Решивме да им зададеме задача, односно да одбереме тема што е тука во оваа шолја за одреден настан и според материјалите што тие ги донесоа да се обидат да скројат нешто на брзинка, нешто да направат, малку под притисок, што не знам баш дали ќе им се допадне, ама се навикнати. Немаме гајде, ние сме учени, нашата работа, нашата професија е баш под притисок, има доста голема доза на притисок. Ви се случило ли така на двајцата да ви дојде клиент и да мора утре да е готово? Многу пати. Вчера. Многу пати. Да, баш така. Така што навикнати сме. Дали може сега да излечам и да видиме што ќе ви се падне, Ајде. што ќе ви биде задача? Тадам. Само не прецизиравме уште претходно што зборувавме. Моделот ќе биде за жена, шиеме и подготвуваме креација, Нормално. така? Да. Ајде да видиме во мојата лото девојка со мојот газ. Е супер. Цензурирајте. Ајде да видиме што ви се падна. Paris Fashion Week. Вау. Еве да зумира камерата Вау. дека не лажеме. Не лажам. Супер. Баш голем предизвик ова. Може би, кој знае, може би за брзо да се најдеме таму. Па Да, јас ви Боже. посакувам Така? да се нај. Да. И Па јас нормално. јас со вас што ве промовирам. Па нормално. Ни значи. Мојот омилен фешн. Ти ќе бидеш нашиот модел. Ќе представуваш нешто наше. Ако ви имате за plus size може. Па да одиме тогаш, имате двајцата соба, Магдалина ќе биде со наше леве стране, а на Филипе другата просторија од Трн. Идемо. Филип и Магда имаат 30 минути да завршат со своите креации. Сега најпрво ќе направиме кратко интервју со Филип да го прашаме што тој подготвува за задачата Paris Fashion Week и нешто повеќе за неговата работа и неговата кариера. Здраво, Филип. Здраво. Сега да си направиме муабет. Така, баш, Од да. кога веќе ве најавивме. Така? Кажи ми што реши ти во ова мало време пред да влезате во собите да подготвиш за оваа задача? Така, па очигледно дека времето не е малку кусо, сме малку ограничени со тоа што мора да се снајдеме ние како модни дизајнери во секое време. Нели темата беше Paris Fashion Week, со тоа што јас сакам, еве, од некој одбрав овој пат во некои посветли бои, материјал и додатен прибор со тоа што сакав да нагласам нешто као висока мода и нешто во тој стил што јас онаго обожавам, баш тоа мој врв и мој стил на Колку време изразување. работиш ти како моден дизајнер и моден фотограф? Па така, значи после моето студирање, после моето дипломирање како моден дизајнер, јас веднаш се вработувам и почнувам баш на тоа да работам и да креирам, да творам, да фотографирам исто така, ете во еден склоп и така. Што ти е се уште најголем предизвик и најмногу од друга страна кејф да работиш? Па најголем предизвик, моментално да ви кажам, најголем предизвик би било да се бавам сепак со мода, но да работам исто така и за Може ти да си странски, работиш така, и да правиш и за колешка така. да си. Така. А па ми било предизвик да работам за познати светски звезди, нормално факт, значи. Тоа баш ме инспирира и баш ми дава нешто што можам да се, како да кажам, да се изразувам нешто во мој стил. Ми дава слобода од врзнани раце. А што ти е, и ако може да кажеме тебе као дизајнер, може тоа не е на сите смачено,
Што баш не сакаш да правиш, а мораш некогаш? Што ти е најтешко? Не најтешко, ама нешто што ти е досадно. Па видете вака, кога сме кај дизајнот и креациите, значи мене ме исполнува се да правам, но најчесто е онај дел каде што работам со клиенти, каде што стварно ме исполнува, но од една страна мораш да му објасниш на секој поединец за нешто каде што треба да те свати, каде што треба да му објасниш, али некој не може да те свати, тоа е малку тој дел е малку каде што треба повеќе да се вложиш, малку е да би рекол ете јас психички. Работата со луѓе. Баш, треба да бидеш добро психички спремен за тоа да го водиш и таа позиција да ја. А колку да ја не важно волаш. дека има многу дизајнери што нели знаат да цртаат, знаат доста со креација, но не знаат Ова ти да беше баш добро да прашање. шијат. Па вака Колку е сега. важно, мислам, според мене вака како лайк, дека сепак треба дизајнерите да знаат да шијат. Па вака сега, јас тука ќе бидам малку искрено, да не бидам строг, ќе бидам реален, со тоа што секој дизајнер треба да го познава и тој дел каде што треба едно парче да го започне, да го заврши. Сето тоа правење на скица, бирање на материјал, дали го може тоа, дали не го може тоа да се направи од тој материјал или не може да се направи. Тоа е основно нешто каде што секој моден дизајнер мора да го знае. Но сепак има и такви кои што тој дел го отскокнуваат, го прескокнуваат и одат директно на нешто друго, но сепак тоа е голема грешка. Каде сме ние као држава кога станува збор за мода, зборам за целата јавност, не само за колешки и колеги. Колку разбираме, колку сакаме да следиме трендови и така натаму. Па видете вака сега, значи јас сето тоа го следам, каде што новите генерации гледат нешто повеќе се фокусирани на Инстаграм мрежите, социјалните мрежи, каде што ги гледат стиловите, гледат како надвор се облекуваат, например, како кој стил го негуваат и така натаму. Доста копираме, например, но тоа е од една страна добра работа, но и од друга страна не е баш добра работа, доколку може да изгледа лоша копија, но например може да изгледа баш онака префинето и убаво. Јас се радувам со тоа што на денешно време младите имаат храброст за да се облекуваат и да се носат онака како што тие сакаат. Нормално во доза на нормални работи и облека. И тоа е баш еден добра одскочна даска, каде што јас себе имам клиенти моментално кои што работиме за матура и свадби, пошто веќе се стопува времето, нели? И баш деновиве видов некои клиентки бараат нешто да бидат поразлични од она што е нормално, класично, секојдневие, например. Сакаат нешто подруг стил, измешани бои, колори, колористични работи, колористични материјали, со светки, со циркони, поголема доза на истакнување, например, на такви камчиња и циркони, каде што сакаат повеќе да се прикажат преку нивниот стил, нивната облека, дека се храбри. И тоа баш ме радува тоа. И го сакам тоа и сакам да соработам со такви луѓе, предизвик ме. И баш сум отворен за соработка и точно знам што сакаат и што јас ќе му предложам и што знаат они, например, за себе и ме радува, значи, да работам со такви личности. Фала ти, Филип, ќе се видиме за кратко. Тука сме ние. Додиме сега кај Магде. Имаше врата за да. Што правиш, Магде? И здраво, ева дизајнирам за Paris Fashion Week. Што реши да Моделче. правиш? Па се одлучив за нешто така како да кажам, по-дарк варијанта, jer да сакам нешто секси да биде истовремено. Ова е нешто што значи ова се парчиња материјали што ми имаат останало од претходни дизајни што ги имам правени слично, раскроени остатоци од свечени фустани. Ова ми личи на нешто што некоја актерка би го носила. Да, Боже. Како ме прашаш?
Да, ама уште не е завршено, само што почнав. Па јас така визија Не, си ова ми е направив во главата некоја, како да. ќе изгледа. Ова ми е некоја таква првична идеја, може да се смени и бојата до после, не знаеме, за 5 Правиш минути. Да, И кога работиш обично, да. а дали ти е Ако нешто полесно кога имаш одврзани раце од клиенти или кога имаш баш некоја задача што да им направиш? Па, за мене мислам дека полесно е кога имам одврзани раце, нормално кога клиентот има доверба, кога знае што сака, ќе се консултира што би му стоело според неговата, неговиот изглед, неговата фигура, висина и слично. Колорот исто така според тенот, бојата на коса, бојата на очи и слично. Каде што ќе едноставно има доверба во мене и ќе остави да ја направам магијата. Како Магде одлучи ти да се занимаваш со ова меѓу другите работи? Ова ми е Или ова уствари беше првиот ова е сон? првата љубов, да. Првата Колку време љубов. се занимаваш со мода? Па со мода конкретно сега, нели, со дизајн и професионална работа повеќе од 6 години. Ама мислам уште во основно и средно текстилно што го завршив. Мајка ми ме научи впрочем да користам машината за шиење и првите работи што ги слушав беа со нејзина асистенција и така не само што се роди љубовта за модата од претходно, него се продлабочи. Со секое парче направено и после тоа со сите тие работи кои што не останува дома како Texas фармерки и слично, за да не се фрлат, ги раскројував, правев ташни, а и многу претходно со тоа заборавив да го кажам што е многу симпатично, со облеката што мајка ми ја чувала од кога сме биле бебиња, јас и брат ми, им правев устанчиња на мачките во Марков манастир. Има доказ, да. Не знам, 4-5 одделение сум била најверојатно, но да, има фотографии од мојот чичко ги што ми има фотографирано. А колку ти е важно тебе, затоа што спомена дека рециклираш, односно реупотребуваш материјали, колку ти е тебе важно и колку сметаш дека во денешно време на хиперпродукција е важно да се користат стари материјали или да се прилагодат и сменат материјали од претходна облека? Да, многу е важно, особено во времето во кое што живееме, затоа што дефинитивно треба да се случи некоја промена во конзумеризмот на глобално ниво, со тоа што нормално и кај нас, да се намали големата конзумација на брендови од брзата мода. Значи да се, ова е еден мал совет од мене, фокусот малце да се насочи кон поддршка на локалните артисти, на дизајнерите што се кај нас од Скопје, од Македонија. Со тоа што, впрочем, и кај нас има и многу дизајнери кои што изминативе неколку години почнаа да се занимаваат со sustainable fashion, одржлива мода, upcycling, значи преработка на стари материјали, преработка на стари модели, каде што се повеќе всушност не се прави отпад. А тоа е многу битно. Дали ти се случило, бидејќи претпоставам дека едно парче значи дека е од еден материјал што претходно бил нешто друго и веќе не може втора бомбер јакна ваква да се направи, да ти пише некој дека сака баш некој капут кај тебе што го видел да го направиш, а ти веќе таков материјал немаш. Си имала некои такви барања па да треба да се прилагодуваш, нешто слично да направиш? Да. Многу често ми се случува затоа што дизајните што ги изработувам се уникати сите. Значи секоја парче е засебна приказна, многу луѓе сакаат ќе им се допадне нешто на фотографија на Инстаграм и слично, на социјална медија, ама не може повторно да се направи тоа парче затоа што тој материјал веќе не постои, затоа што најчесто работам со парчиња материјали што се повеќето со фелер и кога се крои се избегнува фелерот или е последно едноставно парче што е искривено, исечено и никој го нема купено. Но нормално постои опцијата каде што им се кажува на клиентите дека може да се изработи тој дизајн
од друг материјал, нели што веќе постои во мојата колекција. Да, но ќе биде пак сосема ново парче, Парче, нема да да. биде иста ни текстура, сигурно Да, ништо. да. Добро, Магда, да те оставиме и тебе, да си довршиш работата, па јас ќе наминам после за да ве прекинам. Договорен. Ау, човече, па ти по 15 минути интервју ми правиш. На 15 минути. Јас сега као на брза книга, имате уште 11 минути. Ајде, тука сме. Кој тим сте, на пепирките или на доматите, како? Па видете сега ние и креираме, и твориме и на хартија, и на жив модел, и на кукла. Ние правиме свашта нешто. Само кога работам не пијам. Се разбереме. Уште 2 минути од режија ми прават притисок. Доста ни од притисоци. Дајте малку да лабавим. Таа маса е таму средина, оваа тука е банк. И колку е интересно што ве споив двајца различни луѓе што се занимаваат со дизајн. Обично тоа што ми у глава го правам, некогаш се инспирирам од некој парче материјал што ќе ми остане. Секунди се бројат. 10, 9, 8, 7, 6, тука е кога гледам дали знаеш да броиш назад. 5, 4, 3, 2, 1, одиме! Као прават вака продуцијата. Дали може сега да ги представиме моделите, да почнеме Филип со тебе? Како дојде до оваа идеја и до ваква креација? Па така, значи јас на кратко само можам да нагласам, пошто пред тоа спомнав нешто, значи мојата инспирација беше од природата, кој што сакав да нагласам ете цветови, нели сега сме моментално и во тој период каде што сакав да нагласам светли бои и сакав да ги нагласам ете цветовите, сакав малку да разиграм. Сакав исто да спојам ете два материјали како што кажав, со тоа што сакав да додадам еден мал детал тука, кој што и тој мислам ако не се лажам дека како што видов форма на цветови, листови со камчиња и циркони, нешто на силвер, каде што сакав сепак да го разиграм само тоа парче. Тешка ли ти беше задачава? Па, видете сега, јас сум бил и во многу потешки задачи, така да мораш да се снајдеш во секоја ситуација, дали тешка или лесна, ти мораш да се снајдеш како професионалец во професијата која што работиш, мораш да изиграш баш онака добро. Благодарам. Благодарам и на вас. Што ќе кажеш за твојата креација, за твојот модел? Како дојде до идејава? Па не знам, првенствено ми доја на идеја моментот темата, нели, што беше Paris Fashion Week. Не знам зашто секогаш сум се замислувала доколку јас би била таму, дека би носела нешто црно. Со
со тоа што имам живеено таму, нешто ме, не знам, некоја интуиција, некој моментум каде што, не знам, од секојаш црната боја ми била нешто како starting point за да отпочнам нешто ново. И така почнав всушност оваа боја. Со тоа што ова се 4 различни парчиња материјали кои што ми се останати од различни фустани што сум ги работела до сега. Инстинктивно ми дојде да ги скомбинирам сите. Со тоа што ракавчево на крај го ставив, иако мислам дека е можеби too much, ама ако не биде ракавчето нема да бидам јас. Мислите ли двајцата дека има така некои детали што секого го прават предпознатли, што се разликува од другите, што се во професијата, во индустријата? Дефинитивно, да. Па да, мислам дека дај кога еве ќе спомнам сосема нешто различно, ќе направиме на споредно кога некој го видел на улица, се шета со неговиот миленик, колку наликува миленикот, значи на самиот собственик и газда, и тоа ми е баш она интересно. Така да има нешто и тоа, значи од нас и така натаму. Добро ви благодарам многу, ние ќе ги фотографираме моделите и ќе направиме на кратка анкета на Анекта да видиме што гледачите и гледачките би одбрале, нели секој според својот вкус и сензибилитет, бидејќи јас и затоа кога претходно зборувавме за да снимаме, прво со Филип Магде беше некаде уште од кога ја знам планирана, ама беше интересно да се скомбинираат луѓе што работат иста работа, но се многу различни по многу работи. Така. Јас сакам да му се заблагодарам на Филип што прифати да дојде, нели, да биде дел од овој предизвик. Многу ми се допаѓа неговиот модел, изборот на боја и све, мислам веќе препознатлив со некои детали, барем до сега што имам видено неговата работа. И ова скроз би го носела на некој настан. Баш ме радувајте, баш ми е драго што ги отворивте вратите за мене и ме пречекавте онака како што баш ги доликува домајкини и баш ми е мило што ете запознав едни прекрасни личности и кои што во иднина ќе соработуваме и ќе се дружиме приватно и така натаму. И посакувам многу успех во иднина. Тоа што е најбитно. Како еден тим, и сте супер. Пред да прекинеме со снимањето, само да напоменам дека нема никој да го носи фустанот, зашто треба да се направи модел за мојот роденден. Така баш.